сетот мерки што денеска го објави владата, дали сметате дека е доволен, дали бидејќи голем дел од функционерите таму се од вашата партија, верувам имате информации, дали некој нов сет на мерки се планира со оглед на тоа што барем државиве од регионот па и пошироко веќе имаат мерки од типот на да се ослободат граѓаните од одреден број на рати, од кредитите, од долговите, бидејќи да не го намалуваме значењето на здравствениот елемент, сепак и економскиот елемент опфаќа голем број на граѓани. Верувам, знаете дека одредени фирми веќе ги пријавуваат на пола работно време вработените, некаде има и намалување на бројот на вработени. Ќе остави секако големи проблеми. Се планираат ли некои такви мерки кои што директно ќе влијаат на семејниот буџет? Добро, многу важно прашање. Јас се надевам ќе станува уште поважно, оти ќе биде помалку важно здравјето заради тоа што успешно ќе го контролираме. Тоа е многу важно, но треба да очекуваме сериозна економска криза. Ќе има насекаде во светот, ќе има и кај нас. Прво, државата мора да им се најде на граѓаните. Мора да им се најде на стопанството. За тоа постои. Нема друга смисла за постоењето на државата како организиран систем, дали е тоа собрание, извршна власт, општина, правосудна власт и така натаму и така натаму. И светот, така како што го прави тоа, така и ние ќе го правиме. Прво, буџетот е ликвиден, стабилна е државата, навистина е растаретена од големите долгови и може подготвено да влезе да се справи со оваа многу тешка криза и ќе биде многу тешка криза. Како што реков, сите ќе мора да бидеме солидарни. Сите. Најмногу државата, институциите, буџетот, а после тоа сите. Ќе трпиме сите и верувам колку порамномерно таа солидарност се направиме, толку побрзо ќе излеземе од ваквата економска криза. Учествувам заедно со економски експерти овде, каде што работам. Јас не се движам скоро воопшто, вчера до председателот и назад. Го кажувам ова како личен пример. Ви благодарам многу за професионалната работа, доаѓате, вие го споделувате тоа со граѓаните и помагате многу. Но работам со доста економски тимови, затоа што мора да бидеме инвентивни, да ги следиме нашите буџетски можности како држава и да правиме се за да помогнеме на економијата. Веќе има десетина дена кога се затворени кафичи, ресторанти, дискотеки, хотели, туристички агенции и така натаму и така натаму. И првиот сет на мерки, гледате, има една доминација токму према овие три дејности: угостителството, туризмот и транспортот. И други дејности. Затворивме цели молови, владата наша, каде што дел од луѓето веќе и не работат, не вршат никаква дејност, деновите си поминуват, ќе дојде и крајот на месецот, треба плати да се обезбедат, треба кирии да се платат, треба да се покријат и другите трошкови, струи, води или слично. Ако нема дејност, јасно ни е дека треба да се помага. Прво мора да го стабилизираме буџетот. И во моментот верувам дека Министерството за финансии подготвува да побараме ефтини пари. Ќе повлечеме кредити, повлекува Германија, повлекува Америка, повлекуваат сите земји и ќе повлечеме кредити. Секако, знаејќи дека тие кредити треба да ги враќаме, ќе повлечеме онолку колку што претпоставките, анализите на аналитичарите тоа го прават. Едно е заради стабилност на буџетот. Прво, за здравје мора да имаме, социјалните трансфери мора да ги обезбедиме, пензиите мора да ги обезбедиме и сите други трошкови мора да ги обезбедиме на државата. При тоа државата треба да биде и доволно силна да помага. Насекаде во светот се презимаат мерки кои што се јавно достапни, ги читаме. Дел од тие мерки кои што денеска беа представени во владата се многу истоветни и соодветни на мерките од земјите од регионот, па дури од современите и развиени европски земји, членки на Европската унија. Така да јас денеска ќе кажам дел за тие мерки и ќе кажам секако дека има и други мерки. Прво, многу е важно мерката што банките прифатија, оти тоа е сугестија, а Народната банка, гувернерката ќе продолжи на Советот на Народната банка да ги одложи резервациите, заради тоа што секое доцнење за наплата на кредитите од граѓаните, банките го стават како резервација дополнително и тоа е трошок за банките во Народната банка. Ако Народна банка е тргна таа резервација, верувам дека Советот ќе донесе позитивна одлука, веднаш банките ќе ги одложат наплатата на ратите на граѓаните и на компаниите, сите погодени од кризата. Јас верувам дека тие што не се погодени во кризата, дека редовно ќе си плаќат сите обврски, па и ратите, а и тие што имат повеќе ликвидни средства, апелирам авансно да си платат даноци на државата. Ако имат пари, стојат на сметката, на својата земја ќе ги уплатат како авансни давачки. Сето тоа ќе ни биде на располагање да можеме да помагаме. А знаат сите дека ако сега немат оврски, ќе имат во август, ќе имат во септември, би било од помош.
Би било акт на солидарност и сериозно ќе го почитуваме. А тоа значи дека банките, барем за колку што знам јас, тоа зависи баш токму од банките, но колку што знам јас, за ратите во април, мај, јуни ќе бидат одложени. И ќе ги информираат своите клиенти за да почнат со завршувањето на кризата да си продолжи си плаќаат со ратите додека заврши веројатно тој мораториум. Апелирам тие што можат да плаќаат заради тоа што целиот систем е поврзан на некој начин. Исто зборувам и за давачките кон државата. Драго ми е, поздравам Народната банка што намали референтната стапка од 2% на 1,75, тоа веднаш ќе влие на кредитите. Драго ми е што институциите прифатија, сега ќе имат уредби со законска сила, затезната камата, која што беше 10% плюс ова ревидентната стапка Народната банка, за правните субјекти ќе биде намалена на 5%, преполовена, а тоа што е за физички лица беше 8% на 4% ќе биде. Тоа влија и текако во секојдневието на работењето. Исто така казнената камата на УЈП, која што ја знаеме, ако касните со давачки, дали е данокот или слично, беше 0,03% дневно. И тоа е многу. Ја намаливме, ја преполовивме и веднаш со уредба со законска сила ќе биде донесена за да биде намалена 0,015, значи за 50% доле. Одложувањето на контацијата за данокот на добивка е сериозна работа. 85% приходите од данок на добивка државата ги прибира преку контациите. Ние ги одложивме. Сето тоа го одложивме се додека трае кризата. И пред се е одложено за фирмите кои што се погодени од кризата. И таму е објаснето како тоа е одложено. Секако со завршувањето на кризата ќе треба да си ги плаќат на време на контациите, заради тоа што тоа е мерата од идниот данок на добивка што треба да го платат фирмите. Директни пари, прв пат во мерка насочуваме овде. Значи, ај што буџетот мора да го стабилизираме и мораме да обезбедиме под предпоставка стотици милиони евра, за да биде стабилен во сите овие проектирани рокови, барем до сега тоа што знаеме, а кризата никој не може да каже кога ќе заврши. Сакаме во вакви околности да вбризгаме пари во стопанството и определивме некои, не знам, милиарда и пол денари, тоа се 20-25 милиони евра пари за помагање преку социјалните придонеси. Коморите побара неколку видови на помагање околу придонесите, еден од тие е токму тој кој што го прифативме, а тоа е придонесот да се плати 50% од страна на државата, а останатиот дел да си го платат работодавачите нормално, се со конечна цел за полесно да го пребродат целиот овој период. Сите ние претпоставуваме дека дел имат некои резерви, дел и немат резерви и затоа може да користат разнолики мерки. Значи тие се и кумулативни мерки, едниот дел како што е одложувањето на аконтацијата за данокот на добивка, оваа субституцијата можат паралелно да ја користат и третата мерка која што може да им биде директно помогнато од Македонската банка за поддршка на развојот, каде што до сега има 5,7 милиони, а веднаш ги ослободуваме уште наредните 6 кои што ни се на располагање, каде што на микро, малите и средните предпријатија даваме бескаматен кредит од 3 до 5.000 евра на микро, од 5 до 15.000 евра на малите предпријатија и од 15 до 30.000 евра на средните предпријатија. Таму има критериуми по статистика кои се тие предпријатија. Сите ќе треба да аплицираат, ќе добијат бескаматниот кредит со одложен грејс период од 6 месеци на 24 рати. Каматата мора да се плати во банката, владата ќе ја плати. И овде имаме директно издаток. Сето тоа е една лепеза на погодените сектори. И сега кога би знаеле дека ова ќе остане овде, би алоцирале уште, но знаеме дека нема да остане. Има и други погодени сектори, каде што ќе развиваме и нови мерки за помагање. Вашите тимови кои што работат на кога го очекуваат пикот на здравствената криза, а кога пикот на економската криза? Претпоставам правите такви анализи, тоа е многу потребно. Правиме анализи поточно, јас со една резерва ќе дам мој коментар, институциите. Да им веруваме на институциите. Затоа имав едно вакво обраќање, што значи во редната состојба. Прво, вербата во институциите, навистина сега секоја криза е можност. Дај да се подсредиме сите. Редот и дисциплината нема. Почнувајќи од мене, према институциите кои што еве во моментот има чест луѓе од мојата политичка партија доминантно да ги управат. На институциите. Не на премиерот, министрите, директорите, на институциите. Ако има институциите ќе ги ставиме во состојба да бидат уште поодговорни. Можеме да си поставиме еден поголем ред и дисциплина во општеството. Гледаме дека убаво ни доаѓа кои гледаме инспекторите како ги контролираат угостителските објекти, дали навистина затвориле. И викаме, можело. Знаеш,
Кога се работи за здравјето, можеме да испочтуваме најголемиот дел од нас. Се надевам 100% ќе испочтуваме. Така треба да биде и понатаму. Анализите кои што досега ги имаме, пикот го очекуваме некаде за 1 месец од сега. Значи меѓу 15 и 20 април. И после тоа нормално лечењето, каде што паѓа трендот на заболени, дај Боже ги нема повеќе и слично, значи успешно се справуваме со тој дел. Светот дури гледа овој пик да го ублажи, да го направи поблаг. Зошто? За да може сите ресурси да бидат рамноправно распоредени за секој граѓанин еднакво да се действува и да се делува. Значи здравствениот пик го очекуваме тука, што значи дека ако имаме период на лечење од 14 до 21 до 28 дена, би останал после тоа периодот на лечење за лекување и комплетно на заразените. Економскиот пик го очекуваме допрва да се случи од почетокот на април. И тој ќе се случува и ќе расте. И последиците ќе бидат големи. И треба да знаат граѓаните. Не ми е лесно да соопштам таква информација, но тоа е вистината. Се случува насекаде во светот, се случува во многу посилни економии, заради тоа што оваа криза е различна од кризата 2008-2009. Таа беше финансиска ликвидациона криза, немаше ликвидност. Ова е здравствена криза, каде што со препораки и со наредби се затвара дејности и тие не работат. Тогаш беше заради недостаток на пари. И затоа светот се справува со неа на многу поразличен начин. Носи мерки за санација, не носи мерки за превентива. Значи не вбризгува пари. Велат Г7 и големите експерти, монетаристи и фискални експерти велат вбризгувањето на пари во транспортниот сектор не значи дека ќе ги придвижи танкерите и контејнерите по морињата и океаните или камионите по патиштата. Затоа што возачите се плашат за своето здравје, се плашат за тие кои што работат на утовар и растовар. Ако ги намалите даноците и го кинете персоналниот данок, данокот на добивка, не знам, во целиот тој период, не значи дека луѓето ќе имат повеќе пари, па ќе трошат. Заради тоа што тие се загрижени за својот ланец на брза храна и за својот дуќан од каде што пазарат дневно, за да купат, за безбедноста своја, но и за вработените дали. Тоа доаѓа пред се од грижата за безбедноста и така натаму и така натаму. А допрва државата ќе развива економски мерки. И не само тоа, и на одмината криза ќе мораме да продолжиме да помагаме. Дефинитивно тоа ќе направи еден нов рефреш комплетен и велам нов почеток. Ако солидарно тоа го понесеме сите и тргнеме сите политички предрасуди, преокупации или слично, и ако се посветиме уште поуспешни ќе бидеме во тој дел, затоа што рамноправно распределено и полесно ќе се справиме со целата оваа работа, а ќе можеме дефинитивно да ги максимализираме сите финансиски аспекти кои што стојат на располагање на државата преку владата во ваквиот случај. И уште еднаш да напоменам, а со тоа ќе одговорам на почитуваниот новинар Арсич, исто така дека концентрацијата не доаѓа во еден човек. Во многу земји концентрацијата со ворена состојба дојде кај председателот на државата. Таков им е системот. Кај нас тоа доаѓа во владата. Владата во моментот со ворена состојба ќе биде и парламент. Но одлуките што ги носи владата, вие голем дел ги знаете уште во нивната подготовка. Ќе бидат транспарентни, ќе бидат јавно објавени и ќе се однесуваат исклучиво за посериозни алатки за справување со здравствената криза и економските мерки кои што ќе ги развиваме. Ќе кажам само еден пример. Вчера мислам дека спомнав такво нешто на прашање. Ако сакате да реалоцирате од одреден сектор 20 милиони евра во здравство, за да бидете уште поспремни, ви треба ребаланс на буџет. Нема парламент, кој ќе го направи ребалансот на буџет? Владата ќе донесе уредба со законска сила за да направи вакво репрограмирање. И тоа мора да го објави по закон и да знаат граѓаните. Потребно е, не е потребно. Таму се неопходни парите, не се неопходни парите и слично. Или, ако не дај Боже, а верувам нема да има потреба, заради тоа што верувам дека нашиот народ ќе биде сега со ворената состојба уште посериозен и уште поодговорен. Тоа е најголемиот лек за овој вирус, дефинитивно, заради тоа што гледам, од надвор ни доаѓа и така се шири. Нема да има потреба за полициски час. Но уредба со законска сила носи владата и воспоставува полициски час, кој што значи со посебна дозвола се движите. Јас верувам дека нема да има потреба. Ова го кажувам, да знаат луѓето дека не треба да дозволиме се до крај да дојде. Зависи ако ние стварно се однесуваме одговорно и сериозно. За да земеме кредит, не треба парламент, нема парламент. Затоа ќе донесеме уредба со законска сила, со која што ќе побараме да ни дадат понуда. Ако земеме пари брзо, тие ќе бидат ефтини.
Ако иземем после 2-3 месеци, ќе бидат многу скапи. Германија ќе повлече 2-300 милиарди, веројатно. Не знам, Холандија 100 милиарди во евра. Сите и парите ќе станат скапи. Тоа моравме уште неколку дена претходно да го подготвиме и да го направиме за да земеме поевтини пари, поевтино ќе враќаме. После тоа помалку ќе не чини целата работа, а при тоа па не може да барате пари како држава ако не направите точно за каде би се потрошиле тие пари. Така да сериозни аналитички професионални тимови ги имат воспоставено вака работите и јас верувам дека ќе успееме вака успешно како со здравствената криза што се справуваме да се справиме и со економската криза, но треба да очекуваме дека ќе има силен импакт економската криза врз сите. Но сите заедно здружени, верувам дека ќе излеземе на крај. И затоа многу е важно да ги поддржиме лекарите, здравствените работници, министерот за здравство, сите кои што работат на тоа, но и нашите полицајци кои што асистираат на секаде, да ги обезбедиме, да ги чуваме, да бидат работоспособни, заради тоа што ако и заразиме, тие се помалку способни да помагаат. Исто така и за армијата, за сите други институции, посебно шалтерските работници кои што работат. Сето наша одговорност, со маска, со ракавици, кога се поздравуваме, кога се движиме, го штитиме и шалтерскиот работник, нашиот брат, нашето дете, родител од дома кој што е повозрасен, веројатно. И сега ова зборувам заради тоа што сите сме преокупирани и убаво е да знаете, јас сум председател на најголемата политичка партија, поприлично сум информиран, нормално дека држам состаноци, правам координации и слично, но ако можев јас да ги оставам институциите да бидат професионални, да бидат целосно институционално посветени и тоа што знаат дека треба тоа да го носат одлука, која е лошо и лошото да го кажат, можеме сите граѓани, верувајте така и да се поставиме.